Денес во општината, локалната самоуправа на општина Прилеп, на моја иницијатива и на иницијатива на градоначалниците од регионот, онаму каде што имаме тутунопроизводители и откуп на тутун, направивме состанок каде што се разговара за откупот на тутунот, актуелната цена, актуелната ниска цена и проблемот со увозот на тутун од страна. Воедно пред неколку денови остварив средба и со Сдруженијата на тутунопроизводители, каде што се дојдовме до еден заклучок дека и тоа и го остваривме со тоа што се обративме до државниот земјоделски инспекторат да ангажира се повеќе инспектори, земјоделски инспектори, кои што би се обратиле секојдневно до пунктовите на откуп на тутун, со што би се избегнала можната манипулација. Денес на средбата се присутни и пратеници, освен градоначалници, каде што дојдовме до еден предлог да се обратиме до собранието, поточно до Советот, каде што би се работело на промена на законот за тутун и производи од тутун, со тоа што би се забранило увоз на надворешен тутун до оној момент додека не се откупи последниот килограм на домашниот тутун. Со тоа би ги заштитиле тутунопроизводителите, кои што нивниот живот и екзистенција зависи од тој тутун. Најпрвен сакам да ја поздравам оваа иницијатива на градоначалникот на општина Прилеп господин Борче Овчевски и градоначалниците од Пелагонискиот регион. Тука сме присутни денес на нивна покана и пратениците од изборната единица 4 од овај регион со една цел да иницираме, се договоривме до Собранието на Република Македонија промена на законот за тутун, со кој овој закон кој е изменет во 2019 година од страна на владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, има големи проблеми во овие неколку години во откупот на тутун. Пред се тука мислиме на забрана на увозот на тутун од страна, склучување на договори со сите коментенти и оние кои во изминатите години поднесле жалби, да нема реваншизам кон тутунопроизводителите и да се зголеми контролата врз откупувачите од страна на државата, бидејќи во овој момент навистина голема е контролата единствено е од страна на откупувачите и се врши очигледен грабеж на тутунопроизводителите. Ке кажам дека оваа година имаме навистина квалитетен производ со висок квалитет, а се цени по слична цена како и лани. Морам да спомнам, во изминатата година оправдувањето на откупувачите беше дека има вишок на килограми на тутун, дека е со низок квалитет и цената достигна од 159 денари по килограм тутун. Оваа година имаме спротивна состојба, има кусок на производство на тутун, намалено е производството на тутун, склучен е договор на 22 милиони килограми, до сега информациите се дека се произведени 19 до 20 милиони килограми. И во една таква ситуација, кога имаме недостаток на тутун, кога имаме производ со одличен квалитет, цената повторно е многу ниска. Така да ние упатуваме заедно апел со градоначалниците и пратениците од овој регион до Државниот земјоделски инспекторат. Додека се уште не е касно, бидејќи нашите информации дека се во моментов дека е откупен половина од количеството на вкупно произведениот тутун во државата, значи до моментов се некаде околу 10 милиони килограми откупени по цена од приближно 180 денари, а реалната цена која производителите, тутунопроизводителите, кои сите фактори познавачи во тутунопроизводството кажуваат дека во една ваква ситуација на недостиг на тутун, на висок квалитет, слободно цената може да помине и повеќе од 230 денари. Уште една работа, да кажам, дека во времето на владата на ВМРО ДПМН се исплаќаја 150-160 милиони евра во субвенции.
Ова не е случајно дојдено на некој да му текнало 150-160 милиони евра во субвенции да исплаќаат туку се следел европскиот просек од Европска унија за вложување субвенции во земјоделието, поддршка со 5% од буџетот на државата. Во времето на ВМРО ДПМН буџетот беше 3 милиарди и затоа субвенциите биле 150-160 милиони. Сега ги имаме дури и намалени субвенции, а буџетот е рапидно зголемен на 4,4 милиарди евра. Ако се прати европскиот просек од Европска унија, субвенциите сега требаше да бидат на 225-230 милиони. Затоа, уште еднаш да кажам дека даваме комплетна поддршка како политички фактори, како пратеници, како градоначалници од овој регион, бидејќи се работи за 30.000 семејства, а тоа се повеќе од 100.000 граѓани кои директно екзистираат од тутунопроизводството. Имаме информации и во минатата година и сега дека се дозволува огромен шверц на тутун од соседна Бугарија и соседна Албанија. Се носи тутун по многу ефтина цена, 60 до 90 денари, и плюс за тој тутун се предава како домашен тутун и се земаат субвенции. Јас во изминатиот период на бившиот министер за земјоделие од собраниската говорница му доставив докази за лица кои не произведуваат тутун, а имаат случајно договори на огромни количини. До ден денеска не добив одговор, ниту се изврши било каква инспекција за тие како се случиле, зошто се случиле. Очигледно е дека штом не произведуваат тутун, тој тутун дошол од некаде. И еве уште од сега да кажам дека ако во Република Македонија во ова реколта откупна се појави 1 килограм повеќе од 19-20 милиони килограми, јасно е дека тој тутун е од некаде донесен, дека тој тутун не е произведен во Република Македонија. Бидејќи годинешното производство на тутун во Република Македонија нема да помини 20 милиони килограми, а имаме случајно договори за 22 милиони килограми.